Само семки да не излезе. Уште нема сози. Хилфа. Здраво наши гледачи, добре дојдовте во најновото видео на Ке го јадеш. Вие сте на каналот на Машки свет. Процедурата ја знаете, subscribe на каналот, лайк, шер на социјални мрежи, Facebook, Instagram. Машки свет е достапен за сите ваши коментари. Благодарност за сите оние кои што досега коментираа, даваа предлози за кои да бидат нашите гости и дополнително даваа идеи за како да се подобриме во цело. За сите оние што редовно е хейтаат и велат дека сме ваква копија, таква копија, она се случило, тоа се случило. Фала ви на вас што одвоивте време да не гледате и да бидете заедно со нас, барем вака виртуелно. Воедно би сакал да кажам дека повторно ќе имаме во некои од наредните изданија скептици кои што ќе ги поканиме да дојдат и да пробаат ајварите, затоа продолжете да пишувате доколку сакате да им бидете гости и да видите што всушност јадат нашите гости. За вечера одбравме еден многу интересен лик кој што многу добро ви е познат, секогаш интересен на свој начин, популарен помеѓу македонците, диаспората, Европа, светот и слично. Станува збор за Петар Младеновски, алијас фронтменот, не алијас, туку фронтменот на Супер Хикс. Пеце, Попознат после ова шоу како Диареа Форте. Диареа Форте Максимус. Максимус. Можам така да кажам, Максимус хемороидус. Максимус хемороидус или проблеми со желудникот. Ние имавме неколку скептици кои што велат дека единствениот начин да ги поминеш сите овие без да те олјутат е да си опериран од желудник. Ти таква работа немаш, нели? Па не сум ни од хемороиди уште, ама Не си? по оваа емисија ќе видиме. Ајде, со Господ напред да видиме. Има се ја види ласерски. Така е, и дополнително сум слушнал дека ова е добра кинезитерапија за хемороиди, дека сами се лечат после ова. Викаат, толку е ненормален ликов кој што сме гости, така да си одиме, нема да се оправиме со него. После ова, знаеш како викаат, знаеш кога ќе престане да те боли? Кој ќе умреш, тоа не те боли. Ќе видиме после оваа емисија. Мислам, не боже, с крајот е. Пеце, концептот на емисијата е 10 ајвари со градација од најблаг кон најљут. После секое каснување на ајвар, ние си поставуваме прашање, ти ни даваш прикладен одговор. Имаш 3 опции, односно 4, за да се гасиш. Првата е вода, млеко, пиво и ова е Вакво е, гледаш. ватрогас, да, лиценцирано ни е, дури и ова му е последно полнење на 15.11.2019. Со вако на времето сифони ги вика, со вако шприцер се правеше на време. Епа ние можеме да направиме шприцер на комбинација ајвар и ова за гасење, не знам како се Шприцер со вика. млеко. Првиот, верувам дека тебе ќе ти биде омилен, се вика шабанеро. Значи ова е одлична варијанта, слободно да те молам, одлична варијанта на љут ајвар во комбинација со турбофолк, кој што те прави во совршен шабанеро. Ти си поборник против турбофолкот, меѓутоа верувам дека после ова ќе го смениш мислењето. А? Зашо шабанеро, види? Шабанеро се асоцира на Шабан Шаулич, а Шабан Шаулич не беше, Бог да му душа, прост и единствен представник. Он од оние ветераните. Ја повеќе сум против ново компонираните турбофолки. Разбираш, но добро. Еве, ќе поминеме преку. Шабан си, ако демек па Шабан Шаулич, да, од увек така сите што било. слушаат таква музика ги викаме шабани. Добро, ајде да видиме. Знаеш кој ни е слованот? Вака или така, ќе го јадеш. На леп. Сум го изел веќе готов. Што кажа? Ова е почетно? Па да, првото е ова. Добро, нели? Колку биде јако. Кој е најинтересниот сон што го имаш станувано до сега? Пред некој ден сонував сон, многу откачен. Ги имам сонувано, меѓу најоткачените ми се еднаш го сонував Роналдо и не му правев муабет. А вториот сон го сонував пред некој ден додека бев на зимување во Бугарија. Го очекував над преварот со во полуфиналата кој што Барса го изгуби, за среќа тренерот. И тренерот го изгуби после тоа. Абе, ова е љутко е уште од сега вака. Пивни си? Добро, не, ќе се чувам за после. Тарабунов, пред да почнеме си се напи, така што Камо не навекнат, он е таков амбиент расте. Кај него е луто уште од татко му има такви корени. И сонав со Меси како сум се сретнал, дента пред да играат Атлетико кој изгубија со Барселона. И таман дојдовме кај себе си правиме муабет вака на маса. Не знам како сме се нашли некоја кафана во Барселона. И на крај требаше да правиме селфи, ми се расипа телефона. И он ми вика, извини, морам да идам, немам време. И така заврши сон. И се разбудив, си викам, а стварно ми е лош А телефон. голем фан си на Барселона, така? Голем. И имаш желба нешто да... На ФК Вардар, на РК Вардар, па потоа доаѓа и на КК Работнички, потоа нели најпрво за домашните, после тоа Барселона. Ево, и редовно тука репрезентација пратиш. Да не збориме се ова последно. Па горе доле да. Горе доле да. Фудбалска посебно, другиве што можам следам спорт, многу следам. Така.
Ајде да одиме со второто. Изгорели се бато, вика да го лапнеш без да го пипнеш. И изгорели се бато. Ако ти капне и да погинеш колку можеш ќе се можеш, спасиш. ќе се спасиш, ајде. Ете Иде така, дуно. на здраве нека е. Ова сите викаат дека е поблаго од првото. Во право се. И има малце комбинација на онака како си лутеница или нешто, како си го макал, не макало, како вика, Печи гмечи. татко ми го прави тоа со лук. Она везените што се со лук. Даре што го толчат со компер со, како да се викаше тоа? Не е макало тоа. добро. Ама добро, да. Не е толку Види, страшно. има една заебанција, Само тоа е ме дека плаши ова, прво е кажи. толку љуто што после второво не онака очекуваш Добро, вие дека ќе сте толку оделе не на, љуто. на фактор на изненадување. Да. Кој е твојот најголем неуспех? Не ми текнува, видиш. Интересно прашање. Да се избориш против турбофолкот нешто така. Не е тоа неуспех, тоа А? е борба. Тоа се уште трае. Борбата продолжува? Борбата продолжува, само реков дека нема да бидам повеќе туку активен. Ја многу често народски кажам на мрчев за тоа по Facebook и по сватив дека по социјални мрежи со статуси таа проблематика не се решава и од сега веќе не пишувам ништо за тоа. Сега ќе се борам на терен. Добро, мислам ама тоа го правиш години и години наназад, Не, реално на уште терен. повеќе ќе се посветиме, еве, снимиме со Дани една нова песна, на Баклава им гостувавме, нов сингл имаме, ќе се борам на тој начин. И онаму каде што треба директно со конкретни предлози, не знам сега колку тоа овие надлежни ја слушаат, меѓутоа и ќе им давам предлози на новинари за истражувачки статии. Ето Браво, тоа ќе го правам. пет се, А неуспех не знам бе, не ми текнува. Веројатно онаа 5 години пауза на факултет ми е некој неуспех, требаше порано да дипломирам. А и така Не, ништо не бе. работам денес на факултет, ама Нема врска. што е На сега? здравје. Ова е Оги Оги бабе луто. луто. Да, види го бабичево, вака Бабе. многу наивно изгледа. Инаку, Бабе. инаку вика ни јазикот него видел залчето, а ти веќе чадиш, косата ти побелува, видот ти се намалува. Од ова? Па така викаат, не знам. сега ги имаш, не. Па, и многу важно нешто, пази на семки. Уште ми е издржливо. Да? Да. Да. Обично тука се крши мразот. Што најчесто правиш пред огледало, Пице? И колку време поминаш пред огледало во Многу текот на малку денот? во последно време немам време за мене. Кога ќе добиеш, кога ќе имаш две деца ќе знаеш и другите обврски многу малку, инаку како мал многу време пред огледало ги имитирав Рамонс. Пееше? Или? Пеев, прави фризура, немам виткана коса, не можам никако да направам шлем фризура како Рамонс. И со гитара, метла, што идем в дома, седев и ги имитирав у кожњакер, ја бев глумев панк рокер кога бев клинец. И така ги почна имитирав со нив. музику свој. И така почнав имав голема и кога ги се легнав си мечтав како е бе тоа да имаш бенд да свириш пред огромна маса и тоа ми се случи, знаеш. Браво. И мислам дека секој што длабоко верува во нешто почна лиги да ми тече. Секој што знае го. Ти се јаде, бе, ти се јаде. Тоа од јадењето ми е. Сладко ти е. Мислам дека секој што верува цврсто во она што мисли дека може и треба да го направи, дека ќе го направи. Идеме со гори, Освен да остане ватра. со нормални хемороиди постава. Види, најважно е што ти е течна мислата во емисијава. Нели? И јазикот. Почнува да Да. Гори ватра, онаа популарна песна Гори ватра саду нама ја знаеш, нема да ти ја испеам. има да ги знам. Али генерално сме инспирирани од тоа. Инаку, најважно од се е дека имаме ватрогас овде, така што ако у принцип касни го слободно, можеме да ти продолжам со раскажување. Како си каже Вардар на времето, Вардар ватростална. Ватра стално. Ватростална. Да. Постојано имаш оген. Имаш ли сексуални стравови? Па не сум геј, не би имав ситуации 2-3 во кои што не сериозни тоа што на времето имавме на турнеја во Швајцарија. Имавме еден мерчендайзер на бендот со кој што бевме и морам од се ворасена. Слободно. Слободно. И имавме овие другите бевме со еден бенд од Уругвај на турнеја. Добро. Што тие Да, зашто се смениме? си навикнал. И имаше еден мерчендайзер, тој човек кој што им продава нели тоа плочево и почна да ми се пушта, знаеш. И на крај, уствари правиме прво најнормален муавет и одеднаш и тоа ми се има 2-3 пати случајно, одеднаш оп нешто почнува. Чекај бе малце. Тоа ми се моите стравови. Немам ништо против. Не сум хубав обичен и слично, меѓутоа Не ми влагај во не сум предмета. геј и малку сум исплашен во такви ситуации. Не би сакал да се мажам. Не, се ожени више, немаш. Па да, за тоа. Највише за тоа. Разбирам, тоа се троши. Уџум бабуш. Вика ова ниво на бабуш. ниво на издржливост, биди маж, немој да фатиш уџум. Така што Затоа ли си вика уџум? тука почнуваме веќе да го кршиме мразот. Уште сме добро да се држиме. Што би рекле колегите од македонската телевизија? Ова мора да има некоја фора кога седат овие. Има ваljda да ги голташ. Мене да, Ама знаеш. ја многу ги вртам околу и тоа не е добро. Ај не ги врти. Нешто ќе ти се деси после. Земи си слободен ден. За мислиш Не мислам, ова. знам.
за седење на шолја. Ше колку има уште? 1, 2, 3. На пола сме. А што не, еве, бидејќи спомна дека не си хомофоб, немаш ништо против хомосексуалците и слично, што најмногу те привлекува кај спротивниот пол? Кај спротивниот пол што најмногу ме привлекува? Духовитост. Добро, ја мислам нема машка што не бара и убавина, ако... Меѓутоа, духовитост пред се интелигенција и разбирање за оно што го правам ја. За среќа имам таков партнер, па блиско сме со. Исто како тебе, бе, знаеш. Многу дипломатски ова го сврза е. Па не, така е, мислам дека Вежбаноти. не би се snašao, имам пријатели, знаеш, од разни бранши споени во еден брак, имам многу бракови кои што се распаднаа. Абе, физички што те привлекува најмногу кај жените, кажи си така, А не физички сега. што е, па добро, тоа градите. Па ете така кажи очите си, играат. што вртиш од околу, Нема, многу ми е битна оваа компонента. Шега на Кој е, страна, разбирањето? Да, не, овие особини што ти ги спомнам, значи духовитост, интелигенција, хумор и Гради. слични. Имаше виц на времето, важно се гради, знаеш. И овакво, и да се разбираме, И да разбираме. имаме слични интереси, како ти кажам. Не можам сега, ја имам, знаеш, сум имал многу девојки во животов, со некои сум се разбрал, со некои сум биле шпанско Нормално. село, како ти кажам. Така е. Сега поише од 3 дена не можеш да издржиш од таква личност. Ама си ја најде таа што те трпи, што те разбира, Си ја тоа е најде, да, најважно. ме трпи. И ти Добро. роди деца што уште Ја ја поважно. трпам. Така Ми е, роди деца. Диареја Форте, идеме на Диареја- мисија број 6. Ова со Ео, зелено. тука! Од сите, драги гледачи, со црвено, ова е со зелено. Овде има ова нешто. Многу добро го знаат тоа. Иначе, Халапењо! од зелено... Вамо! Вамо, ариба! Почнав и мексикански да зборувам, гледаш? Во кој момент од животот Што те плаши? Ова ме плаши сега. Секој вакво ти, сам. ти било толку срам што си сакала да те проболта земја? Па еден мој пријател, кога влеговме, не од моја лично сум имал јас ситуација, меѓутоа од моја лична постапка можеби сум имал, не ми текна сега, ама има една сега ми текна една ситуација, отидовме со еден пријател на отворање на едно кафуле тука во близина, да не го именувам, во Скопје, и нели обичај е кога влегуваш во кафуле, кога се отвора да фрлаш пари доле. Приметуваш Абе, како- не ти како- љути, озбилен си? Како тече разговорот дека се побрзо зборувам? Да, ама некако имам Еднаш вака ми осеќај. даде едни печурки чудни во Словенија и после тоа ми кажа дека се побрзо и побрзо сум зборал. Не знам што печурки беа. И отвора локал, кафуле, Да. и беа фрлени пари доле и ој вака стоиш и вака рече. Еј! И си ги зема. Што преш бе, му викам? Па пари бе. Викам, мој обичај бе, се фрлаат пари. Не знам. Мислам дека вака останав, затоа што не гледа околу луѓе, вака останав едно 20 минути. Љути, ама ќе издржим. Ама издржуваш? Да. Гледам дека јадеш љуто ти уствари. Јадам љуто, ама не смеам толку ти кажав пред емисија заради хемороиди, инаку сум љубител. Не на хемороиди, на љуто. И пред љуто. Идеме. Да се смееме. Напад. Лапни па пробај да не се наљутиш. Обично овде гледам уствари како изгледаат гостите кога ни се љути со ова. Така што повели. Кој го правиш ова само? Како одиме до крајот се поиши ма. Кој се смеат позади камера, ова не. Ги пунал. Немам гајле. Немам гајле. Браво. Браво овде. Ја не можам. Немам да гајле бе. И 6 литра вода. Ако најдобриот, овој што го овој што го спомна сега дека ги крадел парите. Пријател близок ти или не? Не ги крадал, си ги зема. Да, си ги зема и ги врати Мислеше дека после. не знам така стоеле тие доле и си ги зема. Пример. Сега почна ме љути. Што? Имаш пријатели што Што? може да те опишат со збор кој што ќе те дефинира доколку ти ги читаат мислите? Или имаш пријатели што ти ги знаат сите мисли? Ето ај така да го дефинираме. Што ми ги знаат сите мисли пријатели? Па не знам, Даро има еден бумњарот на Суперхикс има една честа изречица која будала, веројатно за некои ситуации тоа. А што би ме опишале појма немам. Уште сум Еден збор. зелен во паметот, па не знам. Млад. Диареја форте. Диареја форте. Диареја форте максимус хемороидус. Ете, тоа сум. Млад сум од душа и во Веќе памет. идеме на осмица. Ова е касни си умри си. И ова е више. Касни си умри си е братова. Не признавам дека е луто, се дека не ми потече првата солза. Солзи нема.
Солзи сами капат. Со ова даваме и 10% попусна погребална опрема. Касни си, умри си. Ова со снимки повеќе. Не, и мене. Почва ми тече носот. Тоа се рачуна за солза или не? Не. Мислам дека отрпнав више. Искрено ти кажам, вака може сега да терам уште една доза да ми ставиш и галена. Сериозен си? Сериозно. Кога ќе надминеш пријаден луто една фаза, мислам дека Ти семка од мене уште една висаш. фала ти. Вика, пратиш ли биологија такви работи си сакал во животот да читаш, да студираш? Биологија не. Не. Не, биологија. Дали знаеш кога сме повисоки? За 1 сантиметар на вечер или наутро? Наутро? Секој час. А како го знаеш ова? Кога спиеш си Се стегнеш. тегнеш? Може ли пред камера да си изтегнеш? Групно. Ај, кој може поиш? Ау, Само семки да не излезат. уште нема солзи. Хилфа. Идеме на хилфа. Хилта. Моментот кога не знаеш како да си помогнеш и кај да се обратиш. Ја изговараш шифрата хилфа на немачки акцент. За вистинските мажи кои не се срамат да викнат за помош. Сега ми доаѓа љуто. Сега ми доаѓа љуто. Добре, ама ги нафукал овој. Ова е намерно. Намерно е ова. 3 работи. На другиве вака им ставте исто. Исто. Почна да се ознат очеве. На 3 работи Синко. кои ќе одбележаа кариерата на Супер Хикс. Мислиш, јас сакав да ја напуштам Македонија. Такви беа условите. Ти кој, како рече? Солзи 3 сами работи капат против. кои што ја одбележуваат кариерата на Супер Хикс до сега. 3 работи кои што одбележуваат кариерата, почнува да се лигам. На Супер Хикс до сега се па прва работа што ми најголема работа веројатно е концертот на Сајм 2012 Метрополис Арена 5-6 илјади луѓе. Не ги вади сега, не е Абе, фер. не зезе човече, гледај тебе колку една има. Ова станува опасно. Ми залетно. И млеко ќе се напијам. А што викаш, ти си јадеш луто, а? Таман за пред такмица млеко. Абе, за нашиот ми е жал што изгубија од Австрија. Вестите му крај. Слушај, пази Нема да не се, врскава со луто, за да коментариве ми. Како може овака? пази да не се чепнеш на очи само со љутото. Прај што ќе правиш. За 3 Концертот работи. 2012 на Сајм, Добро. првиот албум веројатно издавањето. И првите турнеи некаде од 2003 до 5 година, ете тие се тие 3 Тој е состав, значи. Да, да. Најаките години. Океј. Задњо. Абе ќе ми умре тој. Драго ни беше што проба од нашиот омилен вкус, шифра 404 ерор. Ке те памтиме И мене, синко. само по убави моменти. Синко, драго ми беше. Амин. Дај кажи сега за нови работи на Супер Хикс. Што е ново што се дешава од 2020? Спомнат со Па работа со Дани. после ова веќе нема да постоиме. Мислам дека тука ќе престанеме со работа. Жал ми е, пашам за тоа, ама. Ќе прво да се прочистам. Баш убав ден е денес. Најновите работи, деле не можам да докажам. Стиваме нова песна, стиваме нов спот, кој што треба да искочи во секој момент. Екипа која што... Нешто интересно со тој спот врзано, што продуцент и режисер на истиот е Благо Неделковски, кој што ни ги сними глупави песни, знам дека љуби, ти треба некој... И човекот е еден од помошните монтажери на Ханилен. Браво. Така да имам една голема... Значи Оскаровец екипа има. Па Оскаровец имамо екипа. Браво. Чекај, нека го земат прво. И ја мислам сум дека убеден ќе дека ќе го- И ја исто. Почнува да се тресаме. Од времето ми е. Спот вадите соработка со Дани? Соработка тоа е моја лична соработка со Дани, тоа е соло варијанта, па и останав должен, знаеш, за онаа Не сум твој тип песна што ја снимивме пред колку има 11-12 години. Ќе снимаме нови песни оваа година. Веројатно ќе одиме до Турција, имаме неколку други понуди, затоа уште е рано, не би зборувал ништо. И
ќе извадиме уште некоја песна, па мислам дека ќе биде доволно. Нема да брзаме за албум. Тоа секогаш така сме го правеле и веројатно ќе се случат уште некои други соработки, ама ќе видиме. Ако преживееме ова се. Ајде. Ви ја праќам за турнеја текличка, да. Со Баклава снимаме една песна која што се вика сега излезе на нивниот албум Четворка, заедно со Супер Хикс, песната се вика Чоколада и не знам дали има нешто поврзано со лјути пиперки ќе им може да им се даде, тие се занимаваат така со и со македонскиот етнос и мелос, може да им даде идеја за везена пиперка или нешто така. Идеално. Да направиме песна. Пеце, последниот Си ме расплакал, лек. последниот Не дел расплакал. од нашата емисија. Имаш 60 секунди да ги најдеш 6 збора, секој збор ти носи 10 секунди и најважно од се, Чек само се напијам вода. слободно написе вода, најважно од се е дека Добар сум треба да да ги преживеам. победиш Дритон, Весели и Викса кои што најдоа 6. Претходниот наш гостин најде 0. Време тече сега. Еј, труба сум. Не си труба, бас и вокал. Ама ме поремети со пиперки, да се не можам да барам. Пипело, нема такво нешто. Пиперка има шабанеро, има машки свет, има хилфа, има ке го јадеш и има љуто. 25 секунди. А? Ништо не. Труба? Наде, има наде? Пиши ја. Ја додаде бе. Чекај бе, и вака ги има и така Секако како? ги има. 5, 4, 3, 2, 1. Не можам. Ќе дојдеш у јунска Чекај бе, чити се да видам. Слушај, ќе ти го еве само да видите. Инаку ќе ти го дадеме, спреми се, у јуни дојди пак. Може? Само ш наредо во чабанеро. Се рачуна вака? Ете. Ш. Колку од мене? На ова љуто, па Викса и ова... Кој беше Дритон, кој знаеш што јадат по дома, бе? Ова беше Пеце Супер Хикс, се надевам дека ви беше интересен. Вие пишувајте коментари за кој ќе биде нашиот следен гостин. Шерувајте, споделувајте, кликнете subscribe и не јадете многу љуто, затоа што за кратко ќе имате можност да ги пробате и врчињата од ке го јадеш. Се гледаме. Леле.